акција. Добро беше? Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Шоу! Тинтери шоу! Ученици, звонеше. Кој сака може да оди на голем одмор? Анастасија, сакаш да одиме на голем одмор? Може, јас после ќе се почастам. Ей, кај има нам? Чекай да пробам. Уф, ама супер. Еше нека си да. Eve git. Кажи, Вања. Може Анастасија да почести роден ден ли е денеска? Среќен роден ден, Анастасија. Ајде, почести. Ми ги нема крем бананите. Павел, да не ти ги зема? Не сум го вземал. Да не върна. Къде може да бидат? Ги нема. Кажи, Вања. На ставничка никој ги земал крем бананите на Анастасија. Како тој ги земал? Така и ги нема. Сакаше да почести и ги нема. И сега? Бе, деца. Наставничка. Кажи, Павел. Наставничка, може да дадем на тоалет ми са лоши. Амам тебе. Ајде, оди во тоалет. Значи Павел ги земал. Упс! Што бе? Да се си заминам бидејќи вчера ти ги украдов сите крем банани. Окей, благодарам. Нема да го поканиш на роден? Павел, ако сакаш можеш да дојдеш вечер на мојот роден ден. Добро, ќе дојдам. Дали сте знаеле дека ноктите на раката со кои пишувате растат побрзо од било кои други нокти на вашето тело? Како така? Зошто баш на таа рака што пишуваме? Кравите немаат горни предни заби. Кај им се? Живот. Да, чуден е тој кравски живот. Најстарите прослави за Нова година датираат уште од 2000 години пред нашата ера во Месопотамија. Од тогаш славеле Нова година? Делфините може да зборат еден со друг. Тие може да комуницираат дури преку телефон. Како делфини да имаат телефони? Ти се мога. Дали знаете дека вашето срце тежи 1/13 од целокупната тежина на вашето тело? Па срцето има многу битна работа. Треба да тежи.
Гавраните имаат одлична меморија. Тие може да препознаат човечко лице и да го памтат цел живот. А? Здраво ме памтиш? Гаврани! Леле, мила, дали се верува дека раскинула Анастасија и Теодор? Не, леле бе, ако залюбени братчиња. Леле, ги избришале сите слики заедно. Зошто? Чекай се! Сам фолугнале. Леле, не валја да толку дека. Здраво, дечки! Ај! Што правите? Ао, леле, кукува маскова. Нели прибава? Да, што е листов за тоби од кога ви е? Ау, беле, леле. Еј, купава е многу бава боја. Од кај ја купивте? Имаме многу ќубава маскава. Има и уши. Дури едното изгризано, знаеш? Да, ама... Добарем листов е бел. Ама има и црни какви. Сакате вечерка и мене? Знаеш што ми можам, стварно треба кај баба ми да дам многу досадно, али стварно. А вие две? Јас кај тетка. Јас сум на она представата, како се викаше. Знаеш, на таа стюардеса. Уриво кршеш. Да, ја знам. Да. Па, ништо тоа, сакав да ве викнам. Знаеш, стварно не можеме... Да. Ама сакав да ве викнам. На многу сме зафатени. Ама ние не сакаме. Да. Не сакате или не можете? Јано, дај ми пари. Не можеме. Зафатени парите му у мене. Ама... Леле, ама цело време јас да ви давам. Бро, слушай сега, еве ти пари. Овде. Оди купи си нешто, ова е поклонот. Чоколада? Да. Добро. Ајде. Во сите имаш. Чао. Леле, фала Богу сите да. Като са многу добро. Леле, како го трпите? Ти па мораш и ја дарка да му дадеш. Така да сите пари ми ги зема. Ама ти ми даде ја дарка, не ти поварав и ја дарка. Па добро, па толку имав. Ти можеш да ми кажеш дека ми бараш за него. А слушай, не се фокусираш на разговорот. Па, телефонот на прво место. Па сега имаш телефон, имаш пари. Да, ти треба ми враќаш. Дечки! Знаете за Михаил роден ден? Не. Да, денеска му е роден ден во 8 часот. Знаеш, тураш мора да одиме, ние, нели? Да. Добро. Чао, се Някак гледаме. Довидување, чао. Кај си бе? Михаил, сеј. Леле, најбој роден ден до сега. Што? Ајде, кажи. Вие. Кажи бе. Од каде пари бе? По досада. Како до сада бе? Па, не сите им досега и сите пари ми дадо. Не, зизаш, мене следната недела ми е роден ден, исто така ја направам. Па така напред, иначе дојде да те почестам нешто со пари, ајде. 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 Знаете ли кога се измислени мастиките за дживака? Не, кога? Тие се измислени много давно. Многу одамна? До сега најтешкото е смерено кокошкино јајце, тешало 350 грама и имало 2 жолчки. Едно јајце 350 грама. Тоа е као тие големите шоколади. Да, баш толкаво е. Во 17 век луѓето верувале дека ако чуваат овошни ковачења под перницата, ќе го сонуваат избраникот. Колку смешно, нели? Да. Најчесто произведуваниот робот е роботската рака. А знаете што е тоа? Па, тоа е роботска рака. Дали се знае дека зборот дијамант во превод значи дека е неунишлив и невидлив, а и плюс е скап? Доста скап е тој дијамант, да. Што постари кокошки толку поголеми јајца? Не е возможно, како? Навистина не е возможно. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови.
Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам нешто доста интересно. Тоест горење. Горењето е, знаете, интересно. Ако имате видено плинско решо, тоа гори. Дрвци, ако имате запалено, тоа гори. На Нова година жижици тие горат. Но обично горење. Ако сте виделе оган некогаш што и гори. Но всушност горењето е оксидација. Например, ако запалиме јаглен, тука можете да видите С плюс О2, О2 е кислород, тој што го има во воздухот, С плюс О2 е еднакво на, и ова е СО2. Тоа е јаглерод диоксид, ако сте слушнали некогаш, тој е доста отровен газ, но кога гори јаглерод, тој се произведува. Металите се многу добри горива. Тие многу сакаат кислород, многу сакаат да се оксидирани. Мислам, некој од нив не сите нормално. Тука, например, имам магнезиум. Еве едно мало парче магнезиум. И тука имам прав од магнезиум. Тоа е исто такво парченце, само сомелено во прав. Исто така тука имам калиум перманганат, тоест хиперманган. Сега, прво да ви покажам еден вид на горење. Ова е горење. Како што можете да видите, таму долу имам плинска боца, таа содржи во главно бутан, и тука на бренерот има една дупка мала. Низ таа дупка влегува кислород, затоа пламенот е син. Тоа значи дека е потопол, пожежак. Доколку таа дупка е затворена, пламенот е портокалов, бидејќи целата таа енергија не се искористува и доволно топлина не се произведува за пламенот да биде син. Ако го свртам, како што можете да видите, се враќа на бивање син. Сега ќе го земам ова парче магнезиум, што го држам со дрвена штипка за да не се изгора, и ќе почнам да го загревам. Значи, драги гледачи, како што можете да видите, големото парче не се запали. Иако сме во клешти, бидејќи почна да гори штипката, големиот дел не гореше. Тоа е бидејќи имаше голема површина и загревањето не беше доволно, немаше доволно кислород. Но, за да ви покажам формулата, еве, 2 магнезиум и О2 прават магнезиум оксид, 2 молекули, тоа се случи кога правот гореше. А за парчето истото се случи, ама само на површината, и тоа не беше видлива реакција. Сега ќе ви покажам нешто уште поинтересно. Калиум перманганат има оваа хемиска формула. Како што можете да видите, има 4 кислороди. И тие се закачени за еден манган, кој што има ионска врска со калиумот. Ова е перманганат, така се вика оваа група, и работи што ја содржат се најчесто добри оксидациони супстанции. И таа го дава кислородот. Кислород од калиум перманганат е подобар отколку кислород во воздухот, бидејќи е поконцентриран. Веќе е добро измешан со магнезиумот кога се случува загревањето. И на тоа загревање кислородот преминува на магнезиумот и прави исто така магнезиум оксид, калиум оксид, исто така магнезиум диоксид и разни други продукти. Сега ќе ви покажам малку. Ова е една пиротехничка композиција, така наречена флеш композиција. Ретко се прави со перманганат, бидејќи ситен прав од магнезиум и перманганат кога ќе се смешат можат веднаш да почнат да горат или да експлодираат и е доста нестабилно. Но бидејќи мојот прав не е многу ситен и е доста крупен, а и немам перхлорати, не можам да ги користам истите. И затоа ваква некаква импровизација. Ќе додадам калиум перманганат на магнезиумот и ќе го промешам. Тука имам едно мало купче, исто така перманганат, и ќе го истурам таму. Ова мешање не е вака правилно да се прави, бидејќи секој што прави на листартија само со преклопување, затоа што триење може да предизвика реакцијата да се случи пред време отколку што сакат. Сега да го запалиме. Ќе го исклучам бренерот да не ми троши плин. И Дали сте знаеле дека
диновскиот син кит, кога ќе прднел во водата, можело да настане толку голем балон под водата, што можело дури да собере кој. Тој може да прсне. Е недобрата занимливост до сега. Најголемата борба со топки снег била во Америка. 5834 луѓе се гаѓале со топки снег. Јас се чекам. И јас едва чекам снег. Леле колку чекам. Леле. Дали сте знаеле дека еден вид на јапонска оса може да порасне на 10 сантиметри? Оса голема 10 сантиметри. Знаете зашто пичињата ја дигаат ногата кога уринираат? Не знаете, ама затоа јас ќе ви кажам. Да го остават нивниот мирис што повисоко и така да изгледаат поголеми од други кучиња. Вау! Не сум го знаела ова воопшто. Во Етиопија една година има 13 месеци, а не 12 како нас. Таму сега не се во 2018 година, туку сега се во 2011 година. Таму нова година ја слават на 11 септември. Па би живеела таму, ќе бев помлада и во зима ќе ми беше роден ден. Чудна земја таа Етиопија. Дали сте знаеле дека на пеперутките им се розерни крилата, но исто така и кога на нив им студи, тие не можат да летаат. И па јас среќашно немам крила, имам раце, па можам да одам со нозете. Така де, што ќе ти се крилја? Дали сте знаеле дека научниците ги распознаваат зебрите со тоа што ги скенираат на ист начин како што ги скенираат баркод производите во маркетите? Значи касиерките во супермаркет може да ги куцнат зебрите. Дали сте знаеле дека дабарите порано биле големи колку мечки? Тие биле тешки и до 130 килограми. Дабари колку мечки. Добро утро! И добре дојдовте. Во најубавата И најсовршена емисија со Андреј и Ванеса. Денеска со нас имаме најдобрата најсовршена писателка во нашиот регион. Марија Маријова. Да поздравиме со аплауз. Добар ден. Здраво. Добар ден. А како сте? Јас сум многу одлично, ви благодарам на вашето прашање. Вие како сте? Да, се чувствуваме одлично ние во нашата атмосфера. Вие денеска стојностте да ја представите вашата најнова книга. Вие толку многу се намачивте за да напишете Да. ваква книга. Нашата Марија пишувала за сите извори и води во нашата Република Македонија. Точно Секој така. е чест. Ќе сакате ли нешто да ни кажете повеќе за вашата книга? Па не сакам, ама морам, така да ќе ви кажам. Во живо сме. Мојата книга се работи за сите извори во Македонија. Јас бев на секаде низ Македонија и ги посетив сите извори во Македонија. И напишав за сите извори во Македонија и за сите води. Да. Да. Нешто поконкретно ќе ни кажете ли како беше искуството? Искуството беше прекрасно. Да идам на секаде да ги разгледам сите различни извори со истата вода, беше навистина прекрасно. Па, добро, еве вака сега да ве прашам, што ви инспирираше да ги посетите сите извори? Па, знаете, луѓето збора за село, никогаш за водата. Водата е многу важна, па јас реков да зборам за водата. Да, навистина многу уникатно. Да. Планирате ли некои други вакви слични книги да пишувате? Па, да, сега започнав да пишувам и за ѕидовите. Добро, еве да ве прашам, зошто ги одбравте ѕидовите како тема? И па, знаете, ЗИДовите се нешто што секој ден го гледаме, но никој не спорува за тоа. Да, Како исто како за водата, и затоа ќе напишам книга и за ЗИДовите. Браво. Денес вие тука дојавте бидејќи се разбира да збориме за вашата книга, но ние имаме еден поклон за нашите драги гледачи, што ќе добијат еден човек бесплатна книга, да? Нели? Да, значи вака, кој ќе биде првиот јавувач во денесната емисија ќе добие бесплатна книга. И реше дали го имаме првиот јавувач? Да, еве го првиот наш гледач. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Ве можам да нарачам две фамилиарни капричиози? Извинете, господја, во емисија сте, во Да, живо. мислам дека сте А не е тоа пицерија дегустата? Не, господи.
Јас сакам пица. О, пријатно. Јас сакам пица. Во емисија сме, подоцна. Добро? Нашиот втор гледач. Добар Добар ден. Дали сте Баба Љупка вие тоа? О, Баба Љупка, добар ден. Ова е нашата најредовна. Ништо не слушам. Баба Љупка. Намалете го тонот на телевизорот. Ама пак не слушам. Баба Љупка, намалете го тонот на телевизорот. Добро. Што правите, деца мои? Па ништо, Баба Љупка, еве имаме една прекрасна гостинка која е напишала книга за водата и вие сте нашата прва јавувачка. Инаку Баба Љупка ни е нашата најверна гледачка, да? Да. Кажи за поклон. Баба Љупка, вие сте добитник на нашиот поклон, значи добивате една бесплатна книга за водата. Добивам книга? Да, Зашто? за водата. Што ќе правам јас со таа книга? Еве Баба Љупка, Марија има напишана таа книга. Супер, ќе ми дојде кивам што да си го потпадам. Ќумбето. Баба Љупка, оваа книга служи за читање и јас толку се намачив да ја напишам оваа книга што не мислам дека вие треба за потполка да... Борете. Баба Љупка, веруваме дека набрзо... Да, ќе добиете книгата, дека ќе ви се допадне. Пријатно, Баба Љупка. Пријатно. Со Баба Љупка го завршуваме денешното шоу, нашата денешна емисија. Значи вака, сакаме да ја разгледаме книгата. И ќе сакате ли вие тоа да направите, да ни прочитате некои делови? Па можете и самите. Да. Вред јас... Океј, може... Да, оваа страна. Момент малку, чекај. Зашто само вода пишува? Чекај, еве тука има нешто по... Океј. Вода. На другата вака, тука на почеток, на крајот нешто. Кат, некој? Кат. Мојата книга е прекрасна, можете да пронајдете во секоја библиотека. Може ќе ве научи нешто за водата, бидејќи водата е многу важно. Ве чекам книгата во зидот, нели? Епа, драги гледачи, ви благодариме многу. За гледањето. Со? Андреј. Иванеса. И Марија! Катастрофа. Срамота. Ама зашто? Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери, 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 тинтери-минтери.